Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте на почетокот на новото издание од подкастот Митови и факти. Во најавата јас би рекол дека постојат два вида на политичари. Првиот вид од нив се оние кои што мислат, а вториот се оние кои што говорат. Сега, во ретки ситуации, има и такви кои што додека говорат, знаат и да мислат. И веројатно погодувате, денеска со нас е Маријан Ѓорчев, човекот кој и мисли и говори во исто време. Тоа е реткост. Добар ден, Маријан. Добар ден, Среќа. Благодарам за ова твое гостување во мојот подкаст. Ние долго време имаме добра комуникација. Често сум го барал твоето мислење за разни теми. Се среќаваме од време на време. И се среќаваме од време на време, и сме правили интервјуа и се. Но е сега во една ваква атмосфера, прв пат се гледаме. Да. Благодарам. Уште и мене ми беше задоволство кога се слушнавме и со задоволство прифатив. Обично Маријан Ѓорчев го потпишуваат како поранешен амбасадор или поранешен министер, вице-премиер, така натака. Што прави денеска Маријан Ѓорчев? Во моментот имам договор со внукот, со Калин, и со него имаме секојдневни вежбанки и сега се подготвува за таа нулта година во основното образование и тоа ми е најголемо задоволство во животот и така, го минувам времето најмногу со него, а меѓу другото се разбира неизоставен дел е следење на тоа што се случува во земјата и околината, нешто повеќе на компјутер, нешто помалку на телефон заради видот, но секако и новините се уште се јасно тие кои што почнав да ја учам македонската азбука преку Нова Македонија, кога беше единствена новина која сечевме оние сини букви секојдневни, под црвени кога беа големи празници за таа социјалистичка федеративна Југославија, па црни кога некој ќе преминеше од великодосниците југословенски или македонски, и така и денеска прелистувам по овие пет нашите печатени медиуми, што е добра работа. Мислам дека тие секогаш ќе имаат свое место во информирањето. Да. Добро, тоа со внукот, тоа ми е животна жилба, јас така, или во пензионерските денови така да ги поминам своите денови. А ова второ следење на информации и така натака ќе го правам до пензија, после не мора тоа да продолжам. Па неизоставно е, јас што и да се случува, наутро станувам и прво што ќе прочитам да видам што се случило дома во светот, тоа е така. Така е, да. Добро, Ѓорчев, непосредниот повод за ова твое гостување тука е мислам дека беше предпоследна колумна објавена на macpress.mk. Да, таму објавувам јас кај со години. Да, со години читам, да. И секогаш твоите колумни кои не се така чести, ликуваат ако не се лажам еднаш месечно или на некој и помалку. Месец и половина. Ето така. Знаат, представуваат една навистина издржана анализа на разни прашања и овој пат поводот беше промената, глобалните промени кои што се гледаат со голо око и за кои не треба да се биде преголем експерт да се види дека нешто се случува. Сега треба да се биде експерт за да се знае што точно се случува и вие тука, односно во таа колумна тука беше напишано дека раздорот на Западот е веќе очигледен, нели? И дека Македонија треба да го најде местото во тие нови комплицирани односи, ако не се лажам. Да. Очигледно е дека таа, би рекол, флоскула, би ја нарекол колективен Запад, не постои повеќе. Не постои повеќе, затоа што под колективниот Запад беа подредени земји од повеќе континенти, предничествените американски држави, од северноамериканскиот континент, кои што беа лидер на тој западен свет, на неолибералната политичка доктрина и храна демократија, како што се нарекуваше во светски размери. Потоа се земите од Комонвелтот, Голема Британија, Канада, Австралија и Нов Зеланд,
земјите од далекиот исток, Јапонија и Јужна Кореја, и се разбере Европската унија на европскиот континент на кој што и ние припаѓаме и се стремиме да бидеме дел од Европската унија. Тука има и земји доминиони како кралството Мароко, кое што секогаш било многу блиско до Соединетите американски држави, Боливија, Мароко од Магреб на северот на африканскиот континент, Боливија, можеби и Чиле во Јужна Америка и Филипините од јужниот, југоисточниот дел на Азија, така што тој колективен запад од околу 50 држави представуваше некаде околу 1.300.000.000 жители, некаде околу 3-14% од светската популација, со бруто општествен производ околу 35% на светско ниво, но очигледно е дека се јавуваат остри противречности токму меѓу најсилните протагонисти на таа неолиберална доктрина, каде што Соединетите американски држави после изборот на Трамп уште 2016 година, потоа тој загуби така како што загуби 2020 од Џо Бајден и повторно се врати неговиот камбек. На начин се појави неколку милиони повеќе гласови. Да, повеќе гласови, то по пошта, во земјата која што има најсофистицирани интернет платформи и електронско гласање, наједнаш стигна некаде околу не знам колку илјади гласови по пошта, од кои што сите беа за Џо Бајден. Но тоа е така, тоа е храмна демократија, и ние мора да веруваме дека тоа било така. Тоа е нормално предпоставка за да бидете на некој начин и сигурни и убедени дека функционира демократијата во западниот свет. Но уште 2016 година со победата на Трамп победи една доктрина која што за прв пат во западниот свет го почна да ја се огледува повторно класната разлика во капиталистичкото општество. Значи, Трамп е припадник на богатата класа, но за разлика од, да речеме, елитниот правник Обама или Клинтон, кој што се школувал, мислам, на Оксфорд беше, или други американски политичари кои што беа... На Харвард, мислам. Не, на Оксфорд или на Кембридж е Клинтон. Сигурно. Мислам дека е оксфордски студент. Значи, една политичка елита која што беше детерминирана од трите невладини организации, Советот за меѓународна политика, Трилатералата на Бжежински и европските кралски семејства и нивното влијание во таа политика, бидејќи тука е доминантна англосаксонската политика, тие ги определува председателите на Соединетите американски држави. Групата Билдерберг од Европа. Сега, од сите американски председатели, само Роналд Реган беше избор на Трилатералата, на Бжежински, сите други беа избор на Советот за меѓународна политика. Тие се невладини организации, меѓутоа сега повторно предстои тема, ако читате внимателно, кој раководеше за време на Џо Бајден кога беше председател на Америка. Кој ја водеше американската политика. Па се изгледа дека стојат некои структури повторно таа политичка елита на Соединетите американски држави, наводно се спекулира дека се работи за секретарката на Хилари Клинтон, која што била, би рекол, еден лост, која што му помагала на Бајден во водењето на таа политика. Тогаш победата на Трамп помеѓу Бајден и тие невладини организации. И тие невладини организации ги споменав трите, кои што се решавачки доминантни за определувањето на генералната глобалистичка политика на светската глобална политика, која што има и семантички и принципијална разлика со глобализацијата. Значи, глобализацијата е процес кој што значи обединување. Што значи обединување? Значи, во текот на развојот на општеството, 2000 племиња низ цел свет се обединиле во 200 суверени држави, признати во меѓународниот светски ред и поредок, 193 се точно, 45 се од Европа. И процес на диференцијација во множеството во општествениот систем светскиот се јавуваат множество подсистеми. Сега имате вселенски истражувања, имате IT платформи, имате роботизација, подсистеми вештачка интелигенција, систем на вештачка интелигенција, подсистем на, би рекол,
нови технолошки откритија во делот на развојот на индустријското производство, во делот на дигитализацијата, и сите тие подсистеми се диференцираат и представуваат еден вид стотици подсистеми кои што делуваат автономно, кои што делуваат по на стари основна структура самоуправувачки и независно од хиерархиската структура. Победи самоуправувањето. Да, па се јавувате во тој дел на таа нова предсеовештачка интелигенција која што делува автономно, од која ќе програмирате, таа делува автономно. Да. И во тој контекст Трамп го направи првиот чек од 2016 година, едноставно укажувајќи дека капитализмот е неправедно и класно општество кој што има сериозни проблеми внатре, противречности. Значи, он ја елиминираше тезата богатството и сиромаштието не се противречни, тие се само различни. И тој тогаш го употреби терминот дека не е така, тој еко припаѓа на класата на богатите, тој каже дека 40% од жителите на Голема Британија не можат без кредит да го преживеат месецот. Значи, пазете, тоа се од 70 милиона жители на Голема Британија, 30 милиона не може да го преживеат месец ако не земат брз кредит, нели, она што го има ние во Македонија. Да, а во Америка, дека наско кафе процент. А во Америка, во Соединетите американски држави, кога тој победи, половина од околу 90 милиона американски семејства не можеа да купат Nissan Versa, најмалото возило на Nissan од $12.500. Половина од американски семејства. Говориме за по младите ова, бидејќи голем број на млади луѓе го гледаат тоа и сега не знаат што значи тоа. Да, дека допред 30-40 години тоа беше незамисливо за Соединетите американски држави, кога економијата беше една сосема поинаква, во поинаква состојба, кога американците нели живеа како да имаат 5 планети. Толку многу ресурси трошеа и толку и сега ги трошат. Да, на кредит. Да, на кредит и второ, разликата помеѓу тие што ги трошат и тие што не можат да живеат е огромна. Значи, се помале бројот на пирамидата на многу се стеснува. Значи, бројот на милионерите во светот е 80 милиона. Значи, тоа не би требало да биде така. Секој милиардер и милионер е... Не, ама теа бројката 80 милиона, светот е 8 милиарди и повеќе сега. Значи, 1% од светската популација располага со 1 и повеќе милион долари, во долари да сметам, бидејќи говориме за Соединетите американски држави. Од тие 80 милиона, 3500 луѓе и нешто се, над 3500 луѓе, имаат од 1 до, да речеме, 300-400 милиарди, како што си Илон Маск, Ворен Бафет, Джеф Безос или Закерберг од сите тие интернет платформите вообичаено. Бил Гейтс, да не го забораваме тука во тие најбогатите, он е втор, мислам, после Илон Маск. Сега, кога така гледате тие луѓе, тие 3.500 милиарди луѓе со милиардери, располагаат со над 50% од светското богатство. А светското богатство изнесува некаде по најновата евиденција на Светска банка околу 650.000 милиарди долари. Значи, они располагаат со над 370.000 милиарди долари, располагаат 1000 милиарди долари. Да, тие 3.500 луѓе. Тоа не може да се... Тоа е светското богатство. Кое што го надминува 5 пати бруто општествен производ на светот. Оти светското богатство е машините, инфраструктурата, технологијата, недвижностите, не спаѓаат долговите финансиски, докато тие се покриваат долговите со кредитите со долговите, но факт е дека толку голем мал број на луѓе управува со толку големо богатство, создава противречност. И тогаш таа теза богатството и сиромашното не се различни, туку тие се противречни. И Трамп победи на тоа. И тој победи на крилата на работниците. Многу марксистички дека. Победи на крилата на работниците. Им вети дека тој ќе направи Америка, тогаш беше ќе направиме Америка голема, сега рече ќе направиме Америка повторно голема, онаа сентенца на Вудро Вилсон од 19 година после Првата светска војна, и тој фактички победува со она, бидејќи јас не верувам дека постои средна класа во Соединетите американски држави. Постои работничка класа,
луѓе кои што немаат средства за производство и постои капиталистичка класа луѓе кои што имаат средства за производство. Тие со белите околу вратници. Односот е 95 на 5. Да, со белите околу вратници менаџерите, јапите, тие што се брокерите, тие што филмовите што ги гледаме, тие се представници на работничка класа. Тие што не се снимаат филмови се другите. Да, тие се другите. Да. И така што постои работничка класа, независно дали се плавите мантиле во производство, IT секторот со компјутерите, дали се менаџерите, тие се сепак луѓе кои што не располагаат со средства за производство. Така, и тука се јавува тој судир и тој победи со 80 сега и повеќе милиони американци токму од средниот запад, кантри-сайдот, тие што работат во фабриките на Мицубиши, на не знам, јапонски склопуваат, јапонски делови на Штрафцигер индустрија, работат на нивните земјоделски површини, фармерите, луѓето од Оклахома, од Денвер, од Колорадо, тие кои што навистина го представуваат хардкорот, живеат од својот труд и представуваат на некој начин таа работничка класа во Америка. Иако тој е представник на богатите, тој е исклучително богат човек, но за разлика од таа друга политичка елита, не бил школуван во Харвард, во Јейл, во Џорџтаун, во Оксфорд, во Кембридж, туку тој сам се издигал на Библијата што му дала мајка му од средното тоа училиште кога одел, мислам дека беше евангелистичко, дека таа протестантско евангелистичко, дека со таа Библија он стално таа ја носи со себе и кажува дека од тогаш кога тргнал и тој по патот на успехот со верба во Господ, со верба во своите сили, но факт е дека тој сам успевал и сам паѓал во животот. Тој пропаѓал и се дигал, се растал и растал во својата републиканска партија, со својот авторитет, со своите смели изјави и го поддржувале луѓето кои што на некој начин републиканците ги представуваат богатите во Америка. Меѓутоа, од друга страна пак Берни Сандерс, кој што беше исто така во претходните избори 2020 од Демократската странка, тој беше човек кој што начеше многу во друга смисла. Но како и да е, Трамп според мене победи на база на таа логика. Тука има и популизам, ама популизмот е реалност, тоа е и политичка пракса и политичка акција во современето. Нема политички лидер кој што не употребува популички фрази. Кој сакате, земете го. Ја мислам дека не постои. Не постои тако. И ако тоа беше, постои, тогаш не бил избран. Да, тоа беше генезата на неговата победа, со тоа што тој 2016 година не можеше да работи, со таа наметната теза дека за руското хакерство и победата на изборите. Тој 4 години се бранеше од тоа дека не му помогнале русите да победи. Па генерал Хеј тогаш не го судија, што беше, да кажем, имаше многу афери, полумонтирани процеси, но тој ги научи лекциите и сите оние процеси против него во период од 2020-2024 година беа, би рекол, страшни. Тој беше обвинет за недолични работи, да не говориме сега за кои работи беше обвинет, значи за прилично интимни работи и имаше за изнесување на државни документи, за интимни работи, за некакви сите винување ги имаше за Џо Бајден, ама воопшто тоа некој како да не беше проблем за медиумите во. Па токму тоа сакам да кажам, значи политичките елити затоа тој победи. Ова е суштината на судирот во колективниот запад, значи глобалистите, фактички разликата меѓу глобализацијата и глобализмот ја објаснив семантички и принципијално. Глобализмот е политичка доктрина на владење на богатите. И во тој глобализам Трамп испаѓа суверенист. Да. Тој е суверенист и тој вели ние ќе направиме Америка да се бави со своите работи. Ќе соработуваме со другите, но ние ќе бидеме американци. Ние ќе соработуваме со Руската унија, веќе последната порака им вели да, ние сакаме да подпишеме трговска спогодба. Вон Светската трговска организација. Ние директно. Иначе ќе имате 50% царина за вашите производи, за вашето вино, за вашето земјоделство, за вашите производи. Зошто? За вашите коли, BMW, Мерцедес, кои што се разбира во овој момент можеби и поатрактивни за американскиот пазар, како облик, како форма, како содржина на крајот. Но тој вели, ќе ви ставам царина 50% од едноставна причина, зашто ние имаме трговски дефицит од 250 милиарди долари со Европската унија. Објаснете ми како ние да го избалансираме тој трговски дефицит без такви царини, зашто ви имате многу вешто ги употребуваат точно таму каде што веројатно јака. Вие на пример 1800 милиарди го казнивте Google и Meta заради тоа што и Apple заради тоа што апликациите им биле соодветни. Имате технички регулативи, директиви кои што никој не може да ви ги обори.
наводно демократски сте ги донеле во вашиот парламент и тоа нас не насочени смета. против нашата А се економија. насочени против американската економија и вие тоа мора да го исправите ако сакате со нас да имате трговска спогодба фер, како што на пример постигнавме со Голема Британија. Значи тоа е неговата суверенистичка политика, тој сега прави многу, би рекол, како да речеме на фигуративно нели слон во порцеланска ваква што е продавница за порцелан, тој сега гази и се рушат многу бариери од Светската трговска организација, Уругвајска рунда. Ништо не важи тоа. Јас преговарав со министрот Бесник Фетај во Женева и подпишавме на 15 октомври 2002 година подпишавме нашето учество во Светската организација. Тоа се милиони директиви, тоа ништо не важи сега. Тоа готово, Ние се отепавме работејќи, тоа ништо не важи. Што сме работеле со години, со недели, со мислам како да ви кажам, со месеци, тоа ништо не важи од тие директиви, тие купишта харти. Сега тоа Трамп го руши и вели ние Сега, ако добро разбрав, Трамп, како што каже ти, влезе како слон во продавница за стакло, да тоа значи дека тој тргна против трите невладени организации, што ги кажавме на почетокот, и ја растури целата прво домашна сцена во Така е. во Соединетите американски држави, а потоа тргли по нивните алатки, а тоа е делио на глобализмот, така е. нивната или нивната Политичка политичка доктрина. доктрина, тоа е да, тоа. и да ја руши сега на меѓународен план. Апсолутно, затоа што свати дека пипците најпрво тој тргна во битка со федералните резерви. Да. Значи тоа е нешто што е Тоа е нешто непоимливо. Непоимливо, значи никој не пред него не објави дека федералните резерви се офшор меѓународен картел кој што располага со американските злато. Реално се тоа можеше се провери претходно, никој ма не проверуваше. Никој не смел да го каже. Тој го кажа. Па не случајно беа атентатите врз него, мислам. Тој тоа го кажа јавно, а 2017 дури и после тоа беше страшниот удар од него за кога каже дека тој ќе ги национализира федералните резерви на Америка. Тој гледав едно видео. Да, тој сакаше да ги национализира федералните резерви. Сега, на во врска со ова гледав едно видео со Џон Кенеди, кога па нема ни месец дена пред неговиот атентат, кога вели дава на телевизија јавно дава говори, вели наредив на секретарот за финансии да направи план како ние да почнеме сами да го печатиме доларот, а не федералните резерви. Апсолутно. Кратко време после тоа, ја не ќе ништо да кажам дека е заради тоа, но атентатот во Далас. Сигурно дека има причини кои што не може да бидат разјаснети, но и Трамп што го говори сега ова, дека печатањето, односно производството на едно пени, метално пени американски од американски долар чини колку 4 пени. Колку 4 пени. Кој ти прашува? Скапо е да го направиме. Па вика, зошто да правиме со 4 пени, за трошок од 4 пени за едно пени? Дајте тоа да го регулираме. Значи тој се бори за регулатива. Оно што да речеме глобализмот, глобалната политичка доктрина е што беше Wall Street. Што беше ковидот? Тоа се нерегуларни, па тоа се избегнување на длабоката држава на тие невладин, на тој невладин сектор, на сите тие институции кои што служат на тие луѓе кои што на некој начин преку глобалната доктрина сакаат да направат светска влада. Значи тие ја тргна регулативата од берзите. Немаше регулатива на американската берза околу мортгејчето, околу хипотеките. Немаше и дојде до една голема криза која беше. Криза се украдува 20.000 милиарди, тие завршија во џеповите. Не беше поише, 20.000 милиарди беше во основа, говорам. Се после се стана после се мултиплицираше. Но факт е дека кој загубија? Загубија на пример Deutsche Bank, загуби Societe Generale, загубија норвешките фондови, загубија пензиските фондови европски. Грција банкротираше со 300 милиарди, Goldman Sachs и банкротираше Грција. И денеска Грција не може да се опорави од тој шок. Плаќа камати и не може да се опорави од тој шок. Тука пропадна Мерил Линч, пропадна Лемон Брадерс, Лемон Брадерс, гуруата на берзанското работење инвестициските банки. Па ни Соединетите американски држави како да се нема оправено таа криза во 2008. Апсолутно, имаше и сега пак некои банки пред некое време, пред да падне Џо Бајден, две американски банки. Едната беше на западниот дел, другиот на источниот, со огромни загуби, со илјадници милиарди. Едноставно, тој глобален проект за се присутност на Соединетите американски држави
униполарна позиција на Западот во кој што сите се кријат за Соединените американски држави. Значи сите се кријат за нив. Сите велат, знаете како викнеме бато и кога ќе дојде состанокот, значи НАТО е ние сме сојузници, ама како ќе каже претседателот. Да, и кога ќе дојде американскиот претседател, независно кој, тој кажува дали сега НАТО ќе прави база на Филипините или ќе прави на Соломонските острови или ќе пази на Бонстил на Косово. Значи, работата е дека едноставно сета таа беше прикриеност, и сега се гледа тоа во сударите со Украина, се гледа во ситуацијата со Газа, како реагираат Европската унија, како реагира Британија. Да, додека под Џо Бајден Украина имаше и некакви реални шанси на фронтот, ако ништо друго, да се брани од нападите на руската армија, а сега кога гледаме дека таа помош од Вашингтон и не е баш таква издашна и дека треба да се плати, и дека касно стигаат тие пратки со оружје, гледаме огромни промени на фронтот и голема разлика во расположението на украинската војска. Па Трамп, ќе кажам, значи тој се бори за една суверена политика на Соединените американски држави во кој што сите му се еднакви, но сепак да не забораваме, прв подпиша трговска спогодба со Голема Британија и Комонвелт. Зошто? Зашто тоа се сепак една иста мисла, иста нација, англосаксоните, британците, канаѓаните, австралијанците, Нов Зеланд, тие исто мислат, американците. Исто говорат. Да. Значи, тука се работи за некаде околу 500 милиона луѓе и одма први подпиша Кир Стармер и одма се договорија Трамп околу трговијата. Сега и се договараат понека. Луѓе тука се ние да сме светска сила. Апсолутно. Ќе се работуваме надобро со тие што се разбираме. Но се работи дека таа доктрина полека почнува да тоа не значи дека напуштањето на глобализмот и односи тет-а-тет меѓу мене и вас не значи дека ние ќе го напуштиме колективниот Запад. Не. Тоа ќе си остане, ќе си бидат дел од таа неолиберално владење, нормално модифицирано согласно новите постулати на универзитетската западна граѓанска мисла. Меѓутоа, тоа значи дека се враќаат секоја држава кон своите суверени традиционални вредности, она што значи битно за Британија, битно за Канада, битно на Нов Зеланд, инхеничките култури на маорите во Нов Зеланд. Тоа што било занемарено од глобализмот. Од глобализмот сега тоа го враќаат. Абориџаните во Австралија, австралијанците, имам еден пријател со години работи, бевме заедно во едно време во стопанството во Македонија, ќе го споменам Емил Капац, потоа успеа во Австралија, стана директор на млекара во Перт, и тој ми вели, сега младите австралијанци се плаќаат, зашто плаќаат на мостот во Сиднеј, на реката Мари, се уште, за да го помениш мостот, плаќаат $2,5 за кралицата, за англиската кралица Елизабета, или сега за Чарлс. Мислам, младите австралијанци се прашуваат, тоа било пред кога освоена Австралија, тоа било, сега зашто плаќаме, вика, се уште за кралицата. На што личи тоа? Нели е демократија? Нели имаме систем на вредности? Таа суверена политика полека ќе ги поставува тие прашања. Аргентинците ќе го постават прашањето што било со Фокландите. Да, како тоа се ваши. Како тоа се ваши, а тука ни се. 200 километри од, а вие сте 12.000 километри, патувате со бродови, па дури извршивте инвазија врз Фокландите и настана војна. Значи нешто што било освоено конквистадорски на тој со речникот на шпанците. Како тоа пак Гибралтар не е шпански, тука е британски. И Гибралтар. Прашањето на Гибралтар. Кој може да ми го објасни? Значи во тој контекст таа суверена политика пак не значи порас на западниот свет, туку враќање кон она што представува нивна изворна традиција, нивни изворни вредности. Но е пораз за глобализмот. Да, пораз за глобализмот. Јас така го гледам Трамп. И за ние илијадници невладини организации кои ги имаме по целиот свет, а велите вие се контролирани од три. Ама контролирани се и да речеме USAID, па Трамп го објави што прави USAID, па има документи за Грузија. Еве, земете Романија сега. Да. Земете што случува во Романија. Значи имате избор. Таму сега, како тоа гласа одеднаш некои волшебни гласови се појави. Пред 6 месеци. Па некои мртви гласале. Да, не, пред 6 месеци имаше во првиот круг победи Калин Ѓорџеску со 23% од гласовите и наеднаш во првиот круг. Во првиот круг и Уставниот суд под пријава, сега кој ја пријави не знам, службите за безбедност ги укина резултатите. И не се појавија докази. И не се појавија докази, не ги објавија, имало
руско замешателство. Какво не знам? Сега овој Симеон, кандидатот на таа партија која што е десничарска, кој што водеше у првиот круг убедливо со 15% гласови, дури објави документ од Павел Дуров, собственикот на Телеграм, дека шефот на француската разузнавање Леклер лично му се јавила, тоа за да го изјави тој Дуров, да не оди утре по француски судови, мора да има документ за таа за тој телефонски повик да ги контролира Значи понуди доказ. Значи понуди доказ, Уставниот суд веднаш пресече. Нема доказ. Нема докази, си победи регуларно Дан, Ники Шордан, кандидатот на проевропскиот кандидат, и по тоа ќе видите дека таа суверена политика е тешко да се изборите. Тешко е, например, во тие земји колку време му требаше. На суверенистите им е тешко да ги победат глобалистите. Да ги победат. Значи тешко е Трамп. Најтешко во овие земји што се од новата Европа, онака така наречени нова Европа, тоа е поранешниот источен блок и овие тука балкански земји, бидејќи тука некако најмногу имаше влијание на тие невладени организации. И се уште го има. После влијанието во борбите во Југославија, па и самата подолба на Југославија, јас имав еден разговор кога бев амбасадор во Софија со еден многу висок представник од објективни причини, неговото име не го кажувам, на американската администрација, кој што беше на Советот на Европа, кој што кажа, ние сгрешивме што оставивме Југославија да се распадне, тогаш ние се бавевме со распаѓањето на Советскиот сојуз. И им го ставивме на германците и французите да разделат Југославија. После кога разбравме дека не можат, се вклучивме и од тогаш почна големото влијание на сите тие структури невладени. Не прилично касно се вклучи дури таму 90. Добро, ама почна да речеме, пример за глобална агресија врз Македонија, Сорос, Џорџ Сорос. Не само. Тоа беше одма. 90-тите години веднаш. 91 веднаш. И во Унгарија, и во Бугарија, да речеме, некои луѓе кои што ги знам јас во Бугарија се директен производ на фондациите на Сорос, како што во Македонија. Познам ја во Бугарија неколку. Така. И некои министри што се сега беа финансирани и спонзорирани. Интересна работа, многу се наеднаш стана велико бугари тие. Да, тоа е интересно како глобалистите наеднаш прифатија некои национално шовинистички идеи. Како еден глобален... А не тесничарите, со кои може да се договориш. Значи, и тука е фактички предноста на Трамп, според мене, тоа е моја теза. Затоа што наднационалните тела, по дефолт, Европска Унија, говориме сега за Европа, не би требало да се бават со прашање, бидејќи се наднационални тела, не би требало да се бават со прашање на идентичности, на јазици, на имиња, на држави, затоа што тие се тела формирани да бидат, да ги обединат европјаните на европскиот континент. Да, апсолутно. Баш треба се наднационални. Југославија за југословенските народи. Или Европа за европските народи. И сега биде, а Југославија се распадна на национал-шовинизмот. Да, точно. Како сега што Европа пука по шавовите и на истото прашање. На истото прашање. Значи несватливо е како ние сме наднационално тело и сега на пример и кое што применува двојни стандарди. И се тука е Трамп во право. Значи затоа тој има право да им каже на европјаните вие не вложувате доволно да е јака вашата, му кажа Венс, му прати порака на Мюнхенскиот самит на Европа, па каква е вашата демократија која вие за избори поништувате, вика победа на избори, вика значи имате слаба демократија. Алудираше на мешањето. Да. Значи поентата е таа, ако е наднационално тело, ви имате двоен стандард, тогаш кога треба некој да го елиминирате или некој треба да го фаворизирате. Еве сега земете членот 7 се применува за Унгарија, ќе се дебатира на 27 утре. Да се одземе правото на глас. Да се одземе правото на глас. Зошто? Затоа што Унгарија крши европски вредности со тоа што не сака да ја поддржи политиката на Европската унија кон Русија. Кон, да речеме, руската агресија во Украина, точно да се изразам, како Европа тоа го третира. Но Европа не превзема ништо 20 години за кршење на правата за правото на македонското бугарски граѓани со македонска етничка самосвест, кои што вложуваат повеќе од 30 жалби до судот во Страсбург, а нели Европа е вели за нас е главно владењето на правото, таа волшебна кованица, и така сега го обвинуваат Орбан дека го крши владењето на правото. Па вие имате Меѓународен суд на правдата за човекови права во Страсбург,
настрана и нашата пресуда од 11 септември 2011 за името. Меѓутоа имате Стојков кога го прашав ми каже дека бе 11 дека беа присуди. 11 се живи. Се живи. Да, иначе кумулативно многу луѓе починаа. Од тие што добија Дачо Костадинов доби 2 пресуди, но тој почина. Тој беше основач на ОМО и Линда, на првата организација. Значи ви имате доказ дека Меѓународниот суд за човекови права пресудува 20 години, а бугарските судови го негираат тоа европско владење на правото. А што е владење на правото ако вие го поништувате, ја поништувате одлуката на вашиот Меѓународен суд на човекови права во Страсбург. И не презема Европа ништо. И вели ние тука не можеме ништо, а од друга страна, по прашање, а бидејќи Европа направена по Вестфалски принцип, значи уште од оној принцип 1648 Вестфалски договор. Тој принцип Вестфалски како сакаат си го толкуваат кога сакаат. Значи они за држава нација ќе кажат да, тоа е така. Во Вестфалија се направени нациите државите и толку тие не е така. Не е ни таа границата на Германија и Франција, ниту па на Британија. Ама кога се направени државите на Балканот? 1878 година. Да. Србија, Црна Гора, Бугарија, Грција 1800 не може ни Вестфалија 30 година, не може, тоа е после 3 века. Колку е временскиот период од историска димензија настанокот на Србија, на српската кнежество, Црногорското и Србија, да кажеме, тоа говорам како званични држави признати од европските значи званично признати, некои 50 на години претходно автономен статус. Има, нели, учевме за тоа во тие југословенски учебници. Но факт е дека и ние, ако земете во историски период, ако тие биле на Берлинскиот договор и пред тоа Сан Стефано, ние после, за разлика со преговори со големите сили, ние сами сме се ослободиле и сами сме си ни правиле собрание на антифашистско собрание на народните асно. И сме се ослободиле по 70 години. Во историска димензија што значи тоа? Или Албанија до 1912-13 година. Значи сите сме тука ние, како држави на Балканот. Мало? Па не се ни ослободила Албанија едноставно. Е направена како држава. Да. А значи поентата е дека тука сме сите и Европа треба да каже, видете, исто да го примени членот 7 на Бугарија, може да ви се одземе правото на вето или правото на глас, ако не ги после во рок од 1 година не ги примените правилата за да ги почитувате пресудите на нашиот суд кој што и вие сте го подпишале, сте подписници дека го почитувате тој суд. Не го почитува Бугарија 20 години. Значи тука е проблемот. Тука тоа не е само тоа. И не е само тоа, значи доколку почнеме да чепкаме по целата Европска унија, ќе најдеме голем број на такви. Говорам за она што да речеме тоа нас не боли. Нас не боли. Ние живееме со тоа, да. Но ако почнеме по многу држави да одиме и да бараме какви се права се почитувани, говориме нели руската агресија на Украина, а оние прибалтички земји русите се избришани од се. Сега доаѓа. Да, тие не смеат ни да гласаат таму. Па не смеат да гласаат, мора да полагаат. Како тоа е европско право? Ако не знаат естонски или латвиски, ќе бидат протерани. Значи нема европско право, тука се работи, значи Европа потсетува на во Грција нашинците што им се случуваше. Да. Па видете, јас треба секојаш сериозни анализи ќе се направат. Нема сега, после 5 или 10 години, кои се причините за кризите во после распаѓањето на Советскиот сојуз, кои се главните причини за за избивањето на ова страшна источна криза, војната помеѓу Русија, јас се нарекувам војна помеѓу Русија и Украина. Кои се причините? Значи имаше едно време, ако се сеќавате, кога велат сега европските великодостојници, конкретно комесарката Урсула фон дер Лајен вели меѓународниот ред е даденост. И не може никој да го промени. Па да ја подсетам госпоѓа Урсула фон дер Лајен, меѓународниот ред биполарниот беше даденост до 90-та година. Да, па се промени. Се промени. Така што и овој палезината земја се обедини. Па се обедини. Така што таа беше поделена. Во едниот дел живееше Ангела Меркел, подосна канцеларка и нејзина премиерка, која беше министер за одбрана на Германија. А сега даденост. Значи после 35 години тоа е даденост. Не може да се менува, тогаш кога униполарниот свет треба да признае дека постојат повеќе полови. Еве сега Сирил Рамафоса беше кај Бајден, кај Трамп му прожектираше филм за геноцидот на
белците. Геноцид или беше Добро, тоа е Рамафоса прашал каде е тоа снимано, сакам да проверам и ќе Добро. проверам каде е тоа. Но факт е дека Трамп разговара тет-а-тет со Сирил Рамафоса, Да. лидер на Јужноафричка унија, зашто е јак. Трамп разговара, мора да разговара со президентот на Бразил, мора да разговара со Моди, президентот на Индија, мора да разговара со Си Џинпинг. Значи веќе мултиполарниот свет се и Трамп тоа го кажува. Значи ние мораме да разговараме со Путин. Вие не може да го игнорирате Путин. Да, и со Речникот, Си Џинпинг, и со сите. Речникот Моди, да. не може да биде речникот на Европската унија. Путин е злочинец, Путин е убица, затоа што треба да се докаже сите оние злосторства што се правени во Украина од Портокаловата револуција 2004 година, па Мајдан 2014 година, па палењето на зградата во Одеса, кога 50 и кусур луѓе беа живи запалени украинци со руско етничка во зградата на самосвест синдикатот. во зградата на синдикатот, па сите оние убиства на жени и деца, гранатирање на Донецк, Луганск од 2014 до 2024 до 2022, простете, до 4 февруари, и кога тоа ќе се истражи сето, кога ќе се видат сите тие причини зошто настанала таква ескалација, кога не се решаваат минските договори, кога Порошенко и Зеленски отворено кажа ние немаме намера ништо од тоа да решиме тоа што е подпишано, каде што Меркел и Оланд се гарант за тоа. Јас тврдам дека немале намера. Јас тврдам дека војната во Украина не почна на 24 февруари 2022, почна на Мајдан. Значи тогаш кога Мајдан се случи, кога се потоа беше забранен, пазете каде тоа во кои се тоа вредности се забрани руска култура, руски јазик, руска православна црква. А пазете, вие забранувате, добро, тоа може да го забраните во, еве да кажеме, во Франција. Ама не можете во Киев. Таму Владимир Светиот ги покрстил русите. Киевска Русија е прапочетокот на Русија. Таму Владимир Светиот на книгите на внуката на Самуил, Марија, која што ги однела, тие се првите просветители Борис и Глед, почнало християнизирањето на русите. И вие тоа го негирате сега. Сега Украина вели против православната, не вели, туку се бори против православната црква, против руската култура, го забранува Шолохов, Достоевски, Толстој, Чајковски, музика, балет, рускиот балет. Спортот го вклучија. Забраните се, пазите, во спортот вие во хокејот не игра Русија, да речеме тоа не е спорт. Да, не е спорт. Значи, тоа, ако во некој други во гимнастиката не е Русија, тоа не е светски спорт. И се вие тоа го правите, спортот го политизирате. Ги политизирате меѓународните финансиски текови. Пазите, вие замрзнувате во Евроклиринг 200 милиарди евра пари безправно, без никакви докази зашто ги замрзнувате. Па дури ги каматата ја употребувате да плачете оружје, за Украина. Мислам, тоа се преседани кои што Трамп кажете дека да Маријан, дали е точно, значи ако добро разбрав од ова што до сега говореше, значи, од една страна, глобалистите сами како да ги урнаа глобалистичките текови со војната во Украина, па на Трамп му стане многу лесно тоа да продолжи по нивниот пат, бидејќи со тоа замрзнување на средствата што ги имаше Руската Федерација нели во меѓународните банки, како да самите тие ги урнаа тековите на светската трговија и на финансиите. Па од тоа произлези ваквиот потек на Трамп. Значи тој сега веќе не може, тој сваќа дека не може ни става призма на глобална димензија да разговара преку Обединените нации. Веќе нема разговор, ви имате право на вето таму, не може да разговарате. Значи тоа не функционира, националното не функционира. ЕУ сега не функционира. Не функционира затоа што едноставно дозволува да се кршат меѓународни права во меѓународен платен промет. И правите трговски санкции, блокади. Значи вие не можете да го решите проблемот, а не земате одговорност зошто не прзнавте со прск кога 8 години Македонија беше присилена, бе во Охрид 2001 година, 40 кога беше Рамковниот договор. Рамковниот договор. Пазете, ние бевме нападнати од меѓународен протекторат. Тие не беа востаници, како што ги нарекуваше Кристијан Ананпур, која дојде на обедува. Тие се ребелионс, тие не востанаа во Дебар и во Струга. Тие дојдоа од планината преку Шара, беа префрлени од територија на меѓународен протекторат. Прво се улогорија во Малино, во Танушевци, Малино Мало и Брест, и оттаму почна целата агресија врз Македонија. И Европската унија не превзема мерки
какви мерки презема да ги санкционира терористите? Тие бе терористи од Џорџ Робесон. Јас не го велам тоа. Го велеше Џорџ Робесон, генерален секретар на НАТО. 2 месеци. Додека не седна глобалистите и се договорија, сега дајте да овие малечка земја. Овие се средновековна земја, имат поделен суверенитет, имат многу идентичности, дај че го решаваме сега на проблемот на средновековна држава, идентичности, поделени суверенитети, ќе ги претвориме нација тука спорна е таа нација, ќе претвориме во заедница и почне сето тоа да се распаѓа. Значи, тогаш кога се применува така за Македонија, така можеше Меркел и за Украина да им кажат на Порошенко. Вие сте руси, вие украинци, вие како сака. Вие ако сакате да имате мир, ќе морате на тие региони кои што живеат, пазете, 10 милиона руси живеат во Украина. Не руси, украинци со руска етничка самосвест. 10 милиона се. Не е тоа 1000, не е 2, 10 милиона се. Треба да им даете право на, беше договорот за Донбас. Да, тоа се две огромна територија, 100 километра квадратни, 3 Белгии. Не, зборувам по народ, по територија и сега повеќе. Тоа кое ќе го направите, треба да им дадете право на рускиот јазик да биде како што е кај нас, нели, употреба на рускиот јазик во училиштата, во образовниот систем, кои други таму 13 точки беа во двете мински споразуменија 2015. А зашто тоа лошо? Ако добро за нас, зашто не е добро и за украинци? Значи оние 8 години ја има таа шанса и не сакаат да мрднат со прст. Во меѓувреме дава оружје, ги наоружува, ги вежба во камповите во Франција, во Британија, во Германија и на вистина Украина стана една респект. Јас сум бил во Украина, ние како држава земавме сериозни, би рекол, воени орудија од нив, сериозни средства потрошивме и на крајот на кришто ја бранавме државата. Знам каква сила е тоа. Тоа е огромна сила. Во тој момент беа 40 милиона луѓе, тоа е, мислам, после Турција најаката армија во Европа. И затоа е тој судар толку страшен. Да, и трае. И трае и ќе трае. Ако продолжи ова политика на конфронтации, ако се продолжи со тоа дека кога бомбардира Украина, кога бомбардира некој град во Русија, тоа не се спомнува во западните медиуми. Кога Русија бомбардира, тогаш тоа се удара на тапани, се кажува да. А во меѓувреме и двете страни, јас не оправдано, и двете страни се криви за воените действија. Значи никогаш не би оправдал агресија, во секој случај не ја оправдувам агресијата. Меѓутоа кога имате веќе војна, вие мора да барате чара да ја решите таа војна. Па како никој човек не може да оправда агресија. Има една работа, тоа и со колегите сме разговарале многу често. Јас се сеќавам на други војни кога имаше маршеви за мир, па нели неки па претходно ја не се сеќавам, имало претходно нели па хипици, па војната во Виетнам, па едно чудо филмови се снимија за тоа, па дајте мир, па дајте ова. Сега до Трамп ниту еден политичар во свет не повика на мир. Него се беше војна, низ војна ќе го решиме ова, да дадеме подобри преговарачки позиции на едната или на другата страна. Несватливо. Пазите, ама да. тогаш знаете што е работата? Ајде Македонија е еден пример. Јас сум македонец и како така си се грижам за мојата земја, си ја сакам, си ја ценам. Но тука во проблемот со Русија и Украина се работи за нуклеарна велесила. Една од двете најголеми, САД и Русија се. Тоа Трамп го свече. Нуклеарниот арсенал Русија е најголема. И можеби најголема, не е битно. И сега вие имате изјава на генералниот секретар на НАТО, Столтенберг, кој што вели ние ќе нанесеме стратешки пораз на Русија. Како тоа тие замислуваат стратешки пораз на Русија на нуклеарна велесила? Еден урачник беше доволен да пушти со конвенционална глава да ја видат моќта на руското ракетно оружје. А тоа малку да ги смири страстите. Да, значи едноставно како ја не можам да разберам Германија која што изгуби огромни пари, огромни средства, не размислува да го покрене прашањето кој го минираше северниот гасовод. Туку носат едноставно одлука да се ограничи секаков увоз на енергенси, да престане Европа да биде зависна од Русија. А Мерц самиот каже кога го избра за канцелар, а не го каже тоа случајно, затоа што има и други партии во Германија, кои што кажа дека Русија е дел од европската историја и култура. И каква е логиката? За германската историја клучна е Русија. Клучно, Прусија и Русија, војните против Наполеон, па и Прусија и Русија биле заедно против Наполеон. Да. Пруските цареви биле, Абсолютно. пруските генерали биле страшта на руската армија.
па Екатерина Велика на крајот на краиштата има германско потекло од Прусија. Значи едноставно во тој контекст несватливо е како тоа се кршат сите тие норми, принципи и сега се оди на некаква стратешка победа, наместо сега Мерц и било кој, па и Макрон, кој што ете сега е најголем заговорник за такви праќања на сили во Русија, не може да сватат дека вие за да не можете да третирате едностранно да ги гледате работите. Че морат, како викат, аудиторио ет парс алтера. Да секојаш да се слушне и другата страна. Ние не ја слушаме другата страна. Ние другата страна не ја слушаме. Ние, например, новинарството престана да слуша. И сега тука треба да видиме кој и мислам дека Трамп го бара вистинскиот потек, но му отежнуваат европските лидери. Му прават проблеми и мислам дека тој тешко ќе се справи со она што се случува, затоа што се работи за сериозен проблем. Проблемот веќе вие го начнавте. Русите попуштаа од 90-та година и на спогодбата Кол-Горбачов, дајте повлечете се мирно, ние да се обединиме, а ние гарантираме, ама усмено, дека ние нема да се шириме на истокот. Потоа беше Клинтон-Елцин, дајте пуштете Источна Европа да се развива, ние гарантираме нема да стационираме оружје во Источна Европа, па се случи токму спротивното, па после самитот 2002 кога се случи 11 септември, седна русите и американците се договорија за борба заедничка против меѓународниот тероризам. Се договорија Обама и Путин. Да. Имаше, Русија постави за 20 години само две теми. Дајте, она што го договара Кол и Горбачов, што го вара Клинтон и Елцин, дајте да го спроведеме во дело, барем за Украина, ајде другото се завршило. Ајде естонците и латвинците. Оставете да биде неутрален статус, тампон зона, зашто и ние сме, како и да не третирате, и ние сме некои, сакаме неделива безбедност, принципот на неделива безбедност. Ако вие ставате база во Талин или во Рига, и ние имаме право да се штитиме, затоа што тоа е на 5 минути од Москва и од Санкт Петерсбург. Дајте да направиме Украина и Грузија да бидат тампон зони, нека бидат членки на Европската унија, нека се развива демократијата. Само да не бидат во НАТО. Само да не бидат во НАТО, да нема воени оружја, да има ограничување колку во случај на евентуален судар гаранции кои би биле, беше договарано САД, Русија, Британија и Франција и Германија да бидат гаранти за мирот, за да може да се реши една ситуација каде што таа неделива светска безбедност на една нуклеарна велесила мора да биде гарантирана. И бидејќи и тоа се на некој начин прескокна, дојдовме во ситуација ние сега целиот свет да се бави со нешто што навистина, пазете, до таму има сигурно има жртви 2 милиона. Најмалку спекулирално многу се. Да. Преку 2 милиона сигурно воени жртви. Настрана илјадници милиарди оштетувања, иако да речеме во делот на она што е таа војна е различна, многу помалку цивилни жртви има во разлика од она што се случува во арапскиот свет, но во секој случај тоа е страшна војна и иницијативата се некој вели Трамп тоа го прави да добие Нобелова награда за мир како Обама. Не верувам во тоа јас. Ја не верувам дека ќе му дадат. И дека му дадат. Но поентата е дека има потешкоти да се смира, да ја смири таа војна и тешко ќе оди ако пак тој запад кој што објективно САД, еве гледате првите договори со кои ги потпишува со Британија и Комонвелтот, се обидува сега со Европската унија. А и со Русија се обидува. И со Русија се обидува, апсолутно. Се обидува затоа што тој сваќа дека Русија му е потребна исто толку колку што му се потребни и е потребна Европа. Што Русија е дел од Европа. Европа е 4 милиони километри квадратни. Русија од границата со Белорусија и Украина до Урал, кој што е географска граница на Европа, е 4 милиони километри квадратни. Јас лично како човек сум патувал. Ние во таа поранешна југословенска држава имавме привилегија, апсолвенти на економски факултет, одевме на екскурзија во Киев, Санкт Петерсбург и Москва. Но јас како човек кој што сум патувал преку спортот, цела Европа правев споредба сам, што ми се допаѓа во Ница и во Марсеј, што не ми се допаѓа во Санкт Петерсбург, што ми се допаѓа во Берлин, што не ми се допаѓа во Прага. Значи ние правевме споредба.
И тука е тој цел, како да ви кажам, ние знаевме дека тој свет има своји традиционални вредности, како што и Европа има своји традиционални вредности. И Европа се разликува во нешто, во други вредности. Да. И на крајот на криштото доаѓа пак она што е според мене многу битно, велат ова е судир на вредности. Некои наши аналитичари се работи за вредности. Ама ќе ми дозволите, Срđan, што е разликата на македонската културолошка вредност од европската културолошка вредност? Не знам, навистина. Јас за каква вредност е, за кои вредностни Не, има разлика, на пример, Да. ние немаме вроден расизам и не сме биле робовладетели никогаш. Да, значи И не сме биле империалисти. и не сме биле нацисти. Нацисти Што е многу никогаш. важно. И сега пазете, вие говорите како Европската Тоа се унија. европски вредности кои не ги споделуваме, а ако е ради тоа, да. Да. И сега вие велите вредности. Кои вредностни? Па ние Македонија, ако земете по сите оние регулативи и директиви, буквално па Истамбулската конвенција подпишавме меѓу првите Да. за заштита на правата на жената и децата, меѓу кои се кријат и други работи, сега за кои што не сакам да говорам. Не е ни битно тоа. Но битно е дека ако говориме за беше вредности, она иницијатива да влеземе во ЕУ од позади. од позади, да. Да. Ама низ капеџик, да. Не на главна Да. врата. Ајде, и тоа Ајде, не бидна. Ама поентата е за што говориме ние? Дали Европа е представена само од Европската унија? Не. Па не. Па не, 27 земји Европската се. унија ги застапува европските значи, вредности. имаме уште 18 земји. Не е битно дали се вика Норвешка, Швајцарија, Гибралтар, Фарски острови, ние, Босна, Србија. Не е битно како се викаат тие земји. Битно е дека тие земји, Лихтенштейн, Андора, малечки или се, големи или се, па колкава е Естонија, помало од Македонија, 1.200.000. Да. Значи, Црна Гора еве. Значи, тие сите вредности се и наши. Сите на континентот ги делиме тие вредности. Плюс не имаме па и со што да се гордееме, па Македонија. Зошто се чувствуваме, па нешто европски, па пошто сме ние подобри од африканците и азиатите и не знам. Зошто е потребно да се истакнува некаква европска супериорност, Па мислам. тоа сакам да ви Тоа е велам. исто И така. затоа тие суверенистички покрети во светот се плод на таквата една ароганција, на еден цинизам, на едно гледање од високо, нели, како ректорот на факултетот во Мали го на некој начин го укажа на Макрон дека не сакаме повеќе да ни давате совети. Вие не колонизиравте, ми измачувавте, не експлоатиравте. Доста е од вашите совети веќе. Терајте си вие у Франција таму. Оставите ние сами да се развиваме. Никој повеќе не ги сака французите во Африка. Никој не ги сака британците во Азија. Ни во Индија, ни никаде кај што биле колонизатори. Никој во Јужна Америка не ги сака. Па, навредливо е. И сега тука исто се случува. Сега вие и ќе продавате сега вие некои нови вредности. Кои се новите вредности на Европа? Што е новата вредност на Европа? Тоа единство во различностите. Ако е така, како може да спорите на една ваша членка, Грција, која што сака да го смени името на соседот? Кај го има тоа? Мислам, тоа никаде го нема. Единствени во различности. Од друга страна имате пресуда на вашиот суд на правдата во Хаг 2011 година, кој што вели имплицитно, не е експлицитно, ама имплицитно, Грција не може да спречи Македонија, го употребува акронимот Поранешна Југословенска република Македонија, во било кое зачленување во меѓународните тела. А што е ЕУ? Меѓународно тело. На крајот ние самите тоа си го испогазивме. Ние ги испогазивме. Добро, да, и уште една работа преска да не останам должен, кога зборувавме за нашинците од Бугарија, односно бугарските граѓани со македонска самосвест, кои си во секоја прилика ќе ви кажат нас најмногу не има продадено Македонија во сите моменти. Ќе ви кажем еден пример. Што е страшното за нашата држава и тоа е отворено го кажеме. Ние сме разговарали и во оваа емисија, че вие не можете како држава, вие имате во Софија на градските гробишта се двата столба на македонските букви и на македонската драма. Блиску се еден од друг. Едниот е Крсте Петков Мисирков, паметникот, другиот е Војдан Чернодрински. Никој до сега, ама никој освен јас и Сашко Насев, кога бевме, јас амбасадор, тој директор на Домот за културата, не го посетува тој гроб, не полага цвеќе на денот на нивното заминување,
Пасите, Крсте Петков Мисирков, човекот кој што ги напишал за македонските работи, државата не праќа делегација, не оди министрот за култура, не одат наши великодостојници, не одат директори кои што со полно право, како што бугарите иде тука, Јотова која посетува со полно право, нивните споменици од Првата Балканска и од Втората светска војна во Ново село, во Битола, таму на кое место. Тоа е така. И така треба да биде. Но ние не одиме таму. Таткото на македонските букви и книгата која што кажува ние сме срби, ние сме бугари, ние сме грци, ние сме си македонци, тоа е Крсте. И таткото на македонската драма Војдан Чернодрински, кој што уште да ви кажам дека на неговиот гроб пишува на изворен македонски јазик, нашиот мајчин јазик, тука почива големиот македонски писател Војдан Чернодрински. Затоа што почива 56 година, кога се уште не е донесен законот од Централниот комитет на Бугарија 58 година за укинување на културната автономија на македонците и правото како македонско малцинство. Па можело. Паметникот го подига македонското, ама си стои, не е избришан тој. Го подига македонското друштво Гоце Делчев, секција од Дебар, секција Селце, од кај што е роден Војдан Чернодрински. И сега вие, тоа е доказ дека луѓето наши, дали Јордан Костадинов, дали Ѓорги Христов, дали Стојко Стојков се во право. Значи тие се во право, затоа што ние ништо не направивме, ама баш ништо не направиле, него се откажале од нас, вика. И ништо не направивме, и второ, во секој договор велат нема проблем, се откажуваме од нашето малцинство. Кога ќе отидевме во било во тие години сум одел во разни државнички функции, секогаш ми било, значи, на некој начин, ајде да кажам, снисходливо, значи, да се однесуваме, значи, ајде тоа да не го покренуваме, да не го прашуваме. Бугари, зошто? Па тоа е проблемот. Јас, например, сум разговарал отворено. Што бива со бугарските граѓани со македонско? Значи, едноставно, ако така се однесувате, сигурно дека нема да ве ценат, нема да ве сакаат, но ќе ве почитуваат. Ќе ве почитуваат, зашто знаете зашто како што јас го почитувам било кој бугарски државник кој што доаѓа во Македонија и се интересира за тоа што сметат дека е нивна вредност, да речеме, пак ќе кажам, луѓе кои што починале на територија на Република Македонија и има гробиште и тие треба да се одржуваат да се во духот на цивилизацијата, хуманоста, она што представува баш вредносен систем, да се чуваат тие спомени, независно во каква форма и што било, и на Зебрањак, и во Ново село, и во Битола, во гробиштата што се, и на Кајмакчала. Значи тоа е вредност. Каде што се помешани српски и бугарски војници. И српски и бугарски и француски, војници, и тоа е вредноста на Македонија. И затоа велам, ние сме комплетно унисон со европските вредности. И секоја дискусија кога ќе дојде некој во Македонија да каже, ама знаете вредностите, зашто треба што побрзо за вредностите, па ние ги усвоивме европските вредности. Ова не се европски вредности што го барате од нас. Ова што го барате од нас, значи вие променете го уставот, па дали на Кипар му беше речено да го промени уставот затоа што има половина остров под, ајде да кажеме, турско присуство, и така се вика сега. Не се вика окупација. Не се вика окупација. Дали на Кипар му беше речено, видете, островот е поделен, има северен дел кој што има турско население и јужен, па сменете го имате устав да биде јужен Кипар. Без граници нема во ЕУ. Нема како не си ги решиш границите, не можеш да влезеш во ЕУ. Кипар не си ги реши. Не си ги реши. Не само Кипар. Не е само Кипар. Да, пазете, вие во Европа имате... Украина сега се прима под брз... Нели, фон дер Лајен рече, мораме на под брза постапка да ја примиме Украина во војна земја. Да, не само во војна, кои со нерешени малцински прашања. Полска, Унгарија, Словачка и Унгарија. Да. Огромно малцинства, кои што уште сега најавуваат пољаците, словаците и унгарците дека ќе има сериозни проблеми, затоа што ќе го приминат рецептот на Грција и Бугарија. Зашто да го приминат? Сосема оправдано, ако можат Грција и Бугарија да блокираат Македонија 25 години. Да, ма тие нема малцинство, Македонија па ја блокира. Овие имат огромно малцинство. Пољаците, знаете, цел Лвов е полски.
И като Па историски не само Ловов, него до Ивано Францивски. Голем дел, јас по шахот знам, Ловов сме играле македонска репрезентација. Јас го читал Сјенкевиќ многу, па тоа има голема историја полска. Да. Значи едноставно исто словаците, исто романците. Апсолутно. И во тој дел таа Украина кој што романци има исто, да. Исто има тој дел од Трансилванија, нели таа се дели меѓу Унгарија, Украина па има и унгарско и романско и романско. И сега ви имате една таква држава која што нема решено ништо, нема решено територијална целост, треба да го решава баш таа Европска унија, пак со Русија треба да седнат, треба да се договорат. Како ќе го решаваат? Ќе бидат ли тоа автономни области во граница на Украина? Нема да бидат автономни области, ќе имат мировни сили како на Кипар. Нели Никозија е поделена, сум бил и на северен и южен Кипар. Има воени сили, има британска база таму. И и све е нормално. Кипар ќе биде примен. Зошто? Политичка одлука, така треба. Така треба. Или, например, сега член 7, знаете, многу лесно се решаваше македонско-грчкиот проблем со Македонија. Кога Варуфакис со Шојбле има борба за, кога сакаше Грција дури да излезе од Европската унија, заради проблемите со... Не сака каматите да им ги плате. Пазете, цела Грција 300 милиарди ги држи Дојче банка. Ги откупи за 60 милиарди од на американската берза. И тие стана... И сега тие се газди на поштите, на железницата на сена Грција. И сега Варуфакис многу правилно постапи прашање. Како министр за финансии на Шебре, чекайте бе, бара плате таа каматата и така ваши се вика ти, обврзниците се ваши, вика платите ги каматите. Сега вие држите толку пари, вика 300 милиарди, ние да ги плачеме каматите за вашите обврзници, вика. И веднаш го сменија. Сега да ви кажа оставка, не сум сигурен. Не, го сменија. Тие точно во право сте му бара од Симити, од овој Ципрас веднаш да го смени. Да, под притисок беше, Под притисок беше. И сега едноставно тука тоа се принципите на современа Европа. И ако сакаат тие да направат Македонија да отпочне преговори со Хрватска заедно, требаше Меркел да седне со Ципрас и да му каже, видете, сакате ли да ви ги дадиме парите за да може да живеете, за пензиите, за тоа им дава, знаете колку. Зошто па би давал некои пари за нас? Тоа е друго прашање. Говориме за вредности. Ако е вредност, пари, вредности, говориме за вредности, говори. Ако е вредноста да се почитува европскиот аки комунитар, нивниот правен закон, тогаш значи дајте, ве молам, за македонците, дајте, тука нема што да правите, нема потреба, нека си бидат под акронимот, нека почнат преговори, после ќе го решавате таа прашање. За 100 години нека за 100 години. И во тој контекст Европа покажа слабост. Да, апсолутно. Тоа е моето цело и време се покажа. Сега говориме, нели, почнавме со Трамп, па односите со јас би го нарекол стариот свет, старите сили, Европа, Комновелтот и Русија, но некако ја забораваме цело време, свесно или несвесно, една земја која што сепак е, да кажеме, од неодамна ја представува најголемата светска економија, тоа е Кина. Земја која секој ден неверојатно напредува на секакво поле, а и низ она краткотрајна пакистанско-индиска војна видовме колку е модерно нивното оружје, колку може набрзо да го реши, да реши било каков конфликт. Каде гледаме Кина тука во? Па Кина е дел од тој мултиполарен свет, очигледно. Еден од петте пола, јас ги делам на 5 пола. Колку ние ја познаваме Кина? Па малку ја познаваме. Малку ја познаваме. Јас како министер имав покана за посета на Кина, видов што е Кина. Подоцна како градоначалник кинезите ми подари едно училиште во Драчево од $3 милиона, најубавото училиште, мислам дека е во Македонија, се беше и кредите дури беа од Кина. Се беше од Кина. Да, и се однесува толку коректно, толку донација беше тоа $3 милиона за нашето училиште. И пазите, тие бележат се. Значи тие знаат се. Тоа е Кина. Јас кога сум бил министер од влада, јас на гласањето за Тајван не сум гласал да биде признат Тајван. Имаше и поединечни. Тоа не го знае никој. Да, и тоа никој не го знае. Дури јас се случи тендерот, а ние не ги исполнувавме условите. И ми се уват мене од кинеска амбасада, вика, зашто не конкурирате? Па викам, по условите, некако бројот на децата, бевме со боговиња во битка некаде, тие имат пријасно ферски треба. Јас со гранчалник на боговиња се познавав и мислам,
конкурсот беше таков што требаше тие да го добијат. И таму викам, вие конкурирајте, вика, зошто? Вие конкурирајте, имате право да конкурирате. Ние конкурираме, ние го добиваме, ние го добиваме. Испадна Марија Ѓорчев не гласал за Тајван. Да, и сега имаше Теута Арифи беше тогаш на местото на овој, тогаш беше СЕП, сега е Министерство за европски прашања, и Теута не сакаше да го подпише, оти навистина по некои норми Боговиње беше пред нас. И јас навистина отидов во кинеска амбасада, се распрашав што е работата и тие ми кажаа се. Ние водиме се. Вие сте човек кој што сте рекле таму на седницата дека Кина е земја со джин во меѓународниот поредок, дека треба да водиме сметка за нејзиното значење, дека треба да има тоа. И втора работа, вие не отпатувавте со авион за Тајван. И јас не бев у Тајван, само јас и професорот Ненад Новковски, министрот по образование, отидовме за Тајван. Сите беа. И сите други беа, ние двајца останавме во Македонија. И мислам дека тоа што се едноставно тоа ви покажува каков е односот. Кога отидов за амбасадор во Бугарија, првата вечер што ми ја закаже кинескиот амбасадор, ми рече, вие сте пријател на Кина. Вие лично. Значи јас едноставно е добро. Да, значи јас едноставно со нив. Веројатно затоа империјата, империја во затоа империја, тие бележат се. Јас на пример еве никош не ми ни текнало, јас еве како градоначалник се прашувам Ти сега. си заборавил дека не си гласал и не си. Не што сум заборавил, мислам дека како да ви кажам, тоа е наша интерна работа, тоа е седница на вода, кој ќе знае кој како гласал. Мони знае. Кој ќе знае? По тоа знам дека се слуша, се гледа. Значи од кај ќе знаат они кој како гласал, што гласал, зошто бил. Но тоа било битно па дознале. Би им било битно. Стратешко гласање. И кој патувал за Тајван? Кој е тој што ќе проверува кој бил у Тајван, како, значи тоа е империја. Тоа нас дали се случи ништо нема да знаеме. Да, значи тоа е една држава која што има еден сериозен капацитет на една најстара држава можеби во светот, по традиција, по култура, кој што го применува и конфуцијанството, значи кај ни вредноста не е само профитот, иако имат извонредно менаџирање со капиталот преку државна собственост, гледате какви гиганти имат, какви банки, Huawei, гиганти, туку имаат и нешто друго, кај нив е водечки принцип мудроста, солидарноста. Значи, она што представува таа далечно источна филозофија, нивната посебна медицина. Значи, едноставно тоа се луѓе кои што гајат некакви, како да кажам, посебни вредности во светот и треба да се има предвид таа култура, таа цивилизација. Гледате, тие како вешто посредуваат во овој спор помеѓу Русија и Америка. Како на еден начин му даваат подршка на Путин, а на друг начин го охрабруваат Трамп во неговите напори и се добри посредници, иако имат сериозни проблеми со Тајван и тоа што представува можеби посериозен, можеби најкритична точка за идниот светски мир е прашањето на островот Тајван и која од двете Кини е регуларна. Се знае која е регуларно, тоа е окупација на Тајван од Чанкајшековите трупи после поразот од Мао Цетунг, после Втората светска војна. Јасно е како се случило тоа, но тоа е меѓународниот светски поредок и Кина е тука внимателна. Значи, како што си го врати Хонг Конг од британската присуство, нели, се обидува да го врати и Тајван на начин кој што предпоставува и на долг рок тоа е одржливо ќе се врати. Да. На долг рок нема, како што велам, Фокландите еден ден после 50 или 100 години ние нема да бидеме на овој свет, меѓутоа Фокландите се припаѓа на Аргентина, како што впрочем шпанците продолжаа се повлекоа од Бразил, од сите тие земји, од Чиле, од Перу и остана сега луѓе кои што таму се перуанци, чилеанци, по Симон Боливар, Боливија и сите тие луѓе. Едноставно неминовно е Кина да го реши тој проблем по мирен пат и мислам дека тој начин на комуникација се што се воспоставува мултиполарниот свет, како што беше полесно ќе овозможи тие прашања се решаваат на подруг начин. Иначе на уцена, на закана, со санкција, со трговска блокада, вие предизвикувате Кина исто така третиот пол во нуклеарната сила. Да. Значи, она што представува нуклеарна велесила со најмодерни технолошки достигнувања во вселената, вселенски летала. Да. Значи, вие авиони шеста генерација. Ако говориме, мислам дека Русија е во споредба со Кина во економски поглед, Кина создава 20.000 милиарди долари годишно, Русија создава 2.200 милиарди годишно.
Значи разликата е огромна. Кина е 10 Тоа пати. велам, никако се забораваме Кина, а Кина е уствари таа кој што Кина е диктира условите. гигант во светската економија, во светската политика, во светската безбедност и мислам многу битна за и она што е по Мекинтајевата теорија, Хартлендот Европа, Азија, многу битно за Америка е дека сојузништвото меѓу и втора работа што е многу битно за Трамп посваќа значењето на сојузот на Русија и Кина. И по секоја цена ќе се обиди да се внедри тука, да биде третиот човек кој што ќе биде присутен. Ако ништо друго да биде со нив. Да соработува. И јас мислам дека овој договор што го прави со Украина е добар урнек, тоа да го прави и со Русија. Русија е непроценлив извор на ретки земни метали, на фосилни горива и ништо чудно повторно Exxon, Total, Да Coca-Cola, Макдоналдс да се вратат таму, а тоа за Америка е профит. Сепак Русија е 150 милиона жители и таа Русија е исто така огромен резервоар на сите природни богатства. И американците сигурно нема да сакат да испуштат тоа заради тоа што некои европски лидери се недоволно свесни и играат на картата, ние ќе победиме Русија или ќе натераме Русија да клекне или ќе натераме Русија да Тоа може да се Никој не верува повеќе во тоа. Никој не верува во тие приказни. Едноставно самите граѓани на Европа, јас многу сум среќен, напишав една книга, не знам дали ви дадов, мислам, пред 5 години дека не само дека ќе се случи тоа што ќе се случи, туку дека европските граѓани се освестуваат, гледаат суверенистички, тоа ми покажа сега и Фицо, и Орбан, и Нехамер, и Фајол сега, па и Пленковиќ на некој начин, кои што кажуваат дека пазете, вие ја губат довербата во политичарите, Милановиќ еве сега. Значи ја губат европските граѓани, велат зошто милитаризација? Дали е одговорот на развојот на Европа милитаризација? Дали е одговорот на развојот на Европа тенкови по улиците? Дали е одговорот на развојот на Европа нова енергетска политика, нов развој? Европа заостанува во технологијата за Соединените американски држави, Кина многу. Во делот на компјутроника, сите IT платформи се амерички. Не се ни руски, ни кинески. Една има Кина, TikTok. Па добро, таа е доминантна. Да, ама сите IT платформи, земете ги на Мета, на Google, на Instagram, на сите се американски, а целиот мајндсет на светот се движи по тие платформи. Но граѓаните и тоа го А русите имаат Телеграм. Русите има, да, но факт е дека европскиот граѓанин гледа што се случува. Без таква платформа не може да сте светска сила. Добро, во ред е, само ми се Да. Сакам да кажам дека европските граѓани и покрај сите тие пропаганди и покрај сите пораки, гледате како изгуби Делакро во Белгија, 5%. Гледате дека Руте како неговата десничарска партија, гледате во Шолц како помина сите јастреби воени како поминаа во Европа. Никој не сака војна. Ниеден граѓанин не сака во Европа војна. Не сака крвопролевање, не сака по улиците еве сега. Па и да има глад, па да има и сиромаштија. Сиромаштија и кам овие гета да има. И тоа е судир, пак ќе кажам, таа глобална политика направи многу зла во смисла во интерес на пазете, индивидуалното богатство создава многу звезди на европското небо, ама тие звезди гаснат во темнината на човечката беда и сиромаштија. На оно што представува тие гета, јас сум бил во Париз, сум бил во Берлин, знам како живеат. Тоа го имам видено. Го имате видено. На вистина не во Лондон исто така ќе видите како живеат пакистанците, афганистанците. И сега може тука би најгрдата гледка што сме видели во Утрехт во Холандија. Кога влегав во едно гето таму, тоа воопшто не изгледаше по ниедна европска вредност како живеат тие луѓе. А тоа беше речиси во центарот на градот. Јас морам да ви кажам, Среđan, дека Европа, јас сум непоправив оптимист дека Европа ќе го разреши својот тамошен развој, но не вака како што беше до сега. После уставот 2005 година, кога не успеа појака федерализација на Европа, или кога политички требаше се обедини, Европа почна да оди по принципот на Шарл де Гол, Европа на суверени нации. И мора на некој начин така да се развива и овој принцип што го наметна Макрон, Европска политичка заедница, фактички е тоа. Значи ќе има, како да кажам, нели имаше порано и сега има во Македонија прва лига, значи оние што се стари членки, па има втора лига, оние што се придојдени, па има трета лига, оние што се асоциативни, нема да имаат представници во Брисел,
Ама тоа се крчка веќе 20 години, после 2004 година, цело време тоа се зборува Европа на центар и периферија, Европа на прва брзина и втора брзина и трета брзина. Сега конечно со оваа идеја на Макрон тој ја заокружува во смисла не мора да некако елитистички и тоа се звучи така. Но во секој случај во духот на европските вредности. Но во секој случај Европа ќе мора да се менува. И ние тука имаме некој која вели најмногу мене што како човек ме повредува се нашиот нихилистички став, ние сами не можеме. Ако сега веднаш не почнеме преговори, ако веднаш тоа не го направиме, не ги усвоиме уставните измени, готово е. Нашата генерација пропадна, па јас сум генерација 56-та. Сега слаја генерации до сега 50 години од матура. Па колку години јас сум свидетел колку години преговараме со Европа. Почнавме 70-те години со Турција заедно. Со Турција заедно почнавме, Југославија 70 и Турција. Со Турција заедно сме од 2005 година кандидат членки. Значи па тие сме со Турција, породична Југославија, значи сите земји од Западен Балкан и Турција земји кои што најдолго преговараат со Европа, 55 години преговараме. И ви уште не сме отишли, не сме влегле од има разбирливи, некои причини се разбирливи, но некои за мене се неразбирливи во смисла. Кога ќе почнат да ми говорат за вредности, треба да кажат политички, ова што го кажа Макрон, е почесно. Многу тој ни кажа. Требате. Не ни требате едноставно. Да. Тој кажа на 17 октомври 2019 не ни требате. Еве го сменив Тибето, ве натеравме, не можеме сега ќе се реформираме унатре. Утре може да ни кажете да ги направиме уставните измени. Чекајте, рано е уште. Секако да ни кажа. Но значи треба многу наивни да бидеме за веруваме. Ама човек ако повторно ако не ги согледува, ако гледа само причините, треба да видиш последицата произлегува од причините. Причината е дека ние не друго политички, Европа не држи во еден карантин на Западниот Балкан кој што не ни дава, односно манипулира со тој карантин како предворие на Европа, како ќе биде во иднина поставеноста кон Блискиот Исток, поставеноста кон Истокот едноставно. И тоа е тоа. И ние треба така да го гледаме геостратегиски, геополитички. Што е геополитиката? Географија и политика. Тие не се сигурни во собствените намери дека баш сакаат да го заокружат континентот и на крајот на краиштата Британија, која што беше според мене се ти излега од Европска унија, нас обидува да влеземе. Тоа сакам да ви кажам. Значи британците кои што многу мудро не ти излегува на голема врата, а преку TTIP-то што го потпиша Канада, легува на мала врата, тоа капиталот на реко Шкотска од Единбург некоја фирма ќе го префрли во Квебек и од таму или од Монтреал и од таму ќе го пласира во Европа без никакви потешкоти. Се ни е јасно нас како македонци, мислам, еве мене ми е се јасно и јас се чувствувам дека сум европјанин и секој сум се загал да бидеме членка на Европа, како земја членка на Европа, но по стандарди унисон кои што важат за сите. Не можеме ние да бидеме се под како да кажеме, за нас да важат посебни услови да важат. За нас мора да биде така, мора да се согласите со ова, иначе еве ако не го направите тоа, знаете, ние имаме стандарди, па и многу ми се допаѓа став кога ќе кажете да, но ние имаме наш став кој што вие едноставно разгледајте го по одговорите. Мора да го земете предвид. Мора да го земете во предвид, нашиот став е тој. Па и ние сме од мајка родени. Како не? Ама не, имате држава, пазете, да направите држава, не мали сме, па пазете Каја Калас потекнува од Од најмалата. Од најмалата. И се таа ви доаѓа тука и таа ви говори од една држава која што е помала од Македонија и секоја чест. Ворете висок комесар за европска политика, надворешна политика и безбедност. Се убаво што го кажува. Но таа ги има истите проблеми што ги имаме и ние. Кажавте вие веќе или вие треба да ги признаете бугарите во вашиот устав, а таа не ги признава Русија. Апсолутно. И сега тука имате еден дисонанс во разговорите и прв пат, например, ја велиме немаме проблем со тоа да ги признаеме. Ама што е со нашинците таму? Ама не, едноставно јас ви кажав Срđan. Дај да видиме што е со вие пресуди во меѓународниот суд. Што значи за вас владење на правото, кој што нас не го говорите секој ден, с кој ќе дојдете, што значи за вас непочитување на пресудите на судот за човекови права во Страсбург? Дали е тоа владење на правото? Какви санкции ќе превземете кон таа држава која што еве кон Унгарија превзимате кога треба да се говори за оружјето за Украина? Ајде да видиме се какви санкции ќе превземете, нели човековите вредности, права, граѓански слободи. Право на глас на Бугарија, на Грција што ни го земавте.
Што е? Значи, едноставно, јасно е дека ние треба да се одиме по нашиот пат, ако се најдиме во некоја пресечна точка на хоризонтот, убаво ќе биде. Да се на некој начин, јас очекувам дека и заради Украина, не заради нас, ќе дојде до квалификувано мнозинство во гласање. Повеќе заради Украина и Грузија и Молдавија. Да ме мислам дека баш во тој момент нема да биде така. Тоа ќе ти важи за Украина, а нема да важи за Македонија. Мислам, Ама тогаш веќе би било... А кога не било? Би било многу изнасилено, тогаш би било тоа стварно премногу, ајде да кажам, не се работи ни за навредувачки, тоа веќе ја доведува во прашање нашата држава, среќам. Едноставно ние тогаш ќе бидеме, треба да се запрашаме што е целта на таквиот однос. Зошто тоа се прави? Дали се повампирува Букуреш, дали има некои други цели тука? Стариот Букуреш. Да, Букуреш од 2013 година, дали не оној новиот. Не новиот. Дали се повампирува нешто друго, дали има некои други цели, дали има некои други би рекол прашања, тогаш веќе тоа е цивилизацијско прашање. Како ќе се развива европската цивилизација во иднина? Културата и цивилизацијата и семантички и принципиелно се различни. Европската цивилизација е само техничко-технолошка, а културата е материјален производ на духот. Сега на крајот на краиштата ние сме дел од таа култура. Светите Кирил и Методий се од Солун. Солун никој не го кажува тоа ме боли. Солун е македонски град. Антички македонски град. Подигнат од царот Касандер 315 година пред наша ера. У времето кога никој не кажува не е хеленички период, сега поминав преку мостот, ги бриша тие, нели, хеленички период. Како може античкиот македонски цар Персеј да биде цар од хеленички период? Како може тоа? Од 338 година после битката кај Херонеја, читате го Херодот, Плутарх, читате го сите. Период е дели оној период на Атина. Атина, Спарта и Теба. Има хеленизам и хеленистичка култура која дели се прави по одно мешање на грчко-персиската култура која што дели по тоа, ама не може да се однесува на ништо пред тоа. Ама што е по after the fact е тоа. Ама автор не само тоа, вие ги имате Плутарх, Херодот, Калистен, сите и сега вие не можете да кажете кај што сите велат, ги имате Демостен на крајот Филипиките, Филип Варваринот и кај што вика после 338 година до 60 години пред нашата ера во Египет во дењето на Толомеј, македонскиот антички цар. Тоа може да го каже 300 години македонска хегемонија. Да. Нема хеленички свет. И во Сирија, да. И во Антиохија, и во Кападокија. И во Антиохија. И во Пергам. Значи, вие кога имате тоа, и сега вие ги менувате плочките, ги извадиле сите плочки, пазете сега, поминав на мостот, поминал одамна од мостот, за да докај вас. Сите плочки кај што пишеше Персеј, македонски цар, антички македонски цар 168 година. Ама ги извадиле на сите, не само на антички. Ама не можам да сватам. Не све извадиле. Значи, вие кога имате таква вредност, значи, знаете што доведе до тоа? До погрешна хиерархија во меѓунационални и човечки односи тука на Балканот. Не можете вие да градите односи на вештачка, на нешто што не постои, на вештачка историја, на креирана историја. Како може да биде од 338 година по битката на Херонеја, самите грци признаваат дека Филип II е нивниот владетел. И сите ја викат на граничка хегемонија. Македонска кралска академија е во Миеза на Аристотел. Во Александрија Македонска кралска академија управник е Ерастотен. Во Пергам кралот Атал е Македонска кралска академија. Во Антиохија кралот Селек е Македонска кралска академија. Значи тоа е космополитска димензија, тоа не е што вели бугарските историчари, македонизмот е творба на Коминтерната. Македонизмот е творба на македонските кралски академии од третиот, вториот и првиот век пред нашата ера. Тогаш е роден македонизмот, не е роден, тој е роден како наука, како космополитизам. Значи тоа бил космополитски свет. И сега вие кога имате таа култура, тие вредности, доаѓа некој од Европа и ви кажува вашите вредности се проблематични. Или ви кажува нешто, не, вие сега не треба, тоа пак ние сами си го направивме, за тоа треба друга емисија, но факт е, не можеме ние туку така бегло да кажеме, знаете, ние сега ќе се откажеме од средниот век затоа што така бараат бугарите, од антиката ќе се откажеме затоа што така бараат грците, ќе ги ревидираме учебниците, ќе се согласиме со тоа да бидеме добри соседи, па
никој не ги ревидира учебниците за Карло Велики, ни Германија, ни Франција. Ни Имаат своји Германија погледи. си имаат своји погледи. За Наполеон и за... Па не мора да бидат исти учебниците. Французите, Германија ги вика Франкрајх. Да. Царство на франките, но сепак велат Карло Велики има значење меѓу реките Швалб и Но Елба. тоа се германци кои ја формирале Франција. Франција. Сега, шо ја правиме сега? Незгодна. Тоа сакам да ви историја, кажа. Ама никој не се буни против Ама тоа. никој не се буни и многу вешто го решиле тоа. Да. Председателот на Пие Франкрајх. Франкрајх, баш така ги викаат. И сега ако ги гледаме Држава на така, франките. држава на франките. шо? Во тој контекст говорам дека ние македонците имаме полно право. Нашата култура е многу силна, ако некој ни се некојаш на една емисија посмешливо, еден политички аналитичар посмешливо за која култура говорите, вели. Па говорам за култура која што е во светската цивилизацијска матрица е нашата култура, вело. Значи, а во Библијата е нашата култура. Пазете, вие името Македонија во Библијата не го говорам јас, го говори Библијата, Новиот Завет. И сега ако ви имате такви вредности, изгледа тоа ја боли Европа. Изгледа тоа ја боли Европа и затоа ние мораме да се вклучиме, според мене, иднината е Западниот Балкан, зашто нема друг пат како да излеземе од овие вртелешки во круг. Некакво економско поврзување. Во економско и на крајот на краиштата би рекол не само економско и административно. Некако да комуницираме со Брисел по некакви канали кои што би значеле Да бидеме ние како некакви тука сојузници, па да настапуваме посилни. Па не Па имаше дниме сикаш Југославија тоа. Па добро, сега се засилува со Албанија, да, Западен Балкан. Ама не битно е да имаме административен контакт покрај економски, мора да имаме некој како да ви кажам, Европа, таа европска политичка заедница, секоја суверена држава, ние сме суверена држава, Србија е суверена држава, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, ние да можеме да членуваме, не мора да бидеме дел од Европскиот парламент, но чекор по чекор да се доближуваме до таа димензија да не биде достапен европскиот заеднички пазар. Да. Таа приказка за структурните фондови за мене е прво сега нема да има такви структурни фондови, кога се извадат 800 милиарди за наоружување, нема да има такви структурни фондови, нема да има пари за едно времето што имаше за Естонија, Латвија, за Бугарија, Романија, нема да има такви пари. И второ, ние мора да ги следиме процесите во Европа. Ние не одиме во Европа заради структурните фондови за парите. Ако веќе по нивни трк, ние одиме во Европа заради вредностите. А вредностите се знае кои се. Што е вредност? Вредноста е производ на културата, која што се пренесува по символички пат во наабстрактен вид. Вредноста е името, знамето, химната, грбот, тоа се вредностите во символички вид на државата. И народот кажува, народот како население, кажува дали тие се соодветни во даден простор и време, дали тоа е добро, пожелно и корисно за таа популација што живее таму. Пред 200 години кажувал друго, пред 300 друго. Се менува. Ама ние на таа приказка ако одиме здраво да газиме на таа македонска почва, со почит кон соседите, јас секогаш велам Срđan, не е важно што прават Грција и Бугарија кон нас. Ние треба да им кажеме, ние сме добри соседи. Ние сакаме да работиме со вас. Сакаме да ве почитуваме, сакаме да градиме односи со Србија, со Албанија, со Косово, со Босна, со Црна Гора. Дајте да седиме да се договориме што е тоа спорно меѓу нас. Каде не имаме спорови? Да се договориме, ако можеме. Ако не, ќе работиме на принципот на премолчани вистини. Вие сакате... Тоа не е страшно. Можеме да го направиме тоа. Тоа не е страшно. И така така се премолчи, па добра, не мора сега да се каже. Да. Ама и тие да премолчат. Значи, да. Кога говориме за нешто и тие да премолчат. Да си ќути. Значи, например, голем гест е кога вие ќе кажете, еве со Грција, кога грците, например, сега, например, нашите политичари кои што говореа толку многу, зашто никој не употребува Северна Македонија, па отидете на кај Дојран, видете што пишува кога минувате во Македонија. Што пишува? Скопје ли пишува? Да. Што примени грците од спогодбата во Нивице? Значи, Бујар рече сменили еден знак. Ама не, што примениле грците? Што примениле грците во тој контекст? Јас не можам да, значи толку да бидеме нихилистички. Чекај да кажеме, добро, ние еве имате забелешки, додуше нема ни забелешки.
како земјите. Многу коректно се однесуваат грците. Па дури и кон бугарите, ако се поставите правилно, им кажете, видете, гледате дека немаме проблеми кога ние не ги покренуваме тие прашања како што ги покренуваше претходната комисија. Да. Немаме проблеми. Едноставно нашата комисија кажува ќе разговараме. Има време за Охридската епископија, ќе ги извадиме тефтерите од Истанбул, ќе видиме вамо, ќе видиме таму. Има време ќе работиме на тоа. Зошто па тоа да иде така брзо, па нека се прего. Па Полска и Германија колку години? Па од 70-та рачуните 55 години. 55 години не може да најде заеднички јазик за што е полска, што е германска историја на иста територија. За Шлезија. За Шлезија. За Данцик и за Гдајнск. Не може да најдат. Не може да најдат. Не може да, дали е тоа Прусија Две светски војни меѓу време, да. И Франција и Германија исто, нели уште работат. Рековме за франките. Да. И затоа и ние треба со бугарите, јас така сум скроен како човек дека мораш да живееш со соседот. Мора да го почитуваш, мора и со србите, и со бугарите, и со грците. Тие ни се соседи, како ќе одите утре за Белград, и то мора да имате почитање, мора да имате однос, мора да за знаете. Белград, и сега вие велите Западен Балкан, се ето супер, јас се тоа поддржам, би за Белград, и кога се враќав, чекав еден час да влезам да се вратам во Македонија, не знам зошто. Само ми ги взема, послушайте ми ги вратија. Викам, а сите криминалци избега меѓу време, ама само ја чекам за да си се вратам во својата земја. И зошто тоа да не се убрза некако? Не говорам како Западен Балкан во смисло од Европа така не третира, нели? Па добро, да, ајде ние да си ги избришеме границите меѓу нас, мислам, не границите да ги избришеме во формална смисла, туку да нема чекање на граница. Ќе видиме. Такви некои работи. Тоа можеме да го направиме, па нели направиме one stop shop, нели направивме една. Па да, ма па е гужва, па има голема фреквенција на луѓе. Значи сакам да кажам, треба да се ако веќе бизнисот и културата немаат проблем, па зашто државата би имале проблем? Да, бизнисот и културата и второ економијата исто не би требало да има проблем. Зошто ние би имале проблем кога можеме да направиме ние меѓу нас погодба? Зошто се чека летос во Грција по 6 сати таму на граница? Тоа некако да го листиме тоа. Може. Сигурно може. Јас сум сигурен дека може. А особено кога ги направиме двата премини што ги договоривме Пулевец, Воден Кавадарци, Костур, Ресен, Маркова нога. Ако ги направиме. Ти од кога се тие договори? После кога Брос подпиша договор со НАТО, со Турција и Грција 50-тите години. 50-тите години тогаш. Планираат од тогаш. Ама поентата е дека ние можеме да направиме. Јас си ја гледам мојата држава, Македонија, а пак ги почитувам сите. Да направиме некакво лестување на животов, нели? Па можеме, примерно ми се допаѓаше идејата дека можеме секоја во Европската политичка заедница да го користиме заедничкиот пазар, регионално да се поврзуваме и тоа е добро, да речеме. Тоа е добро, што беше ЕФТА. Регионално поврзување на земјите од Југоисточна Европа. Ама добро би било да не ги отворат границите и Унгарија, и Словачка, и сите да ги отворат границите, па да бидеме сите земји од таа Југоисточна Европа внатре да бидеме, нели? Јас така, регионално тоа е. Имате Балтикот и Истокот, нели таму Германија, Полска, Балтичките земји, потоа горе Финска, Шведска, имате овој дел Шпанија, Португалија, Италија, Медитеран, Франција, овој дел Југоисточна Европа, зашто регионално да можеме да ги решаваме проблемите. Што е битно дали сте членка според мене на Европска политичка заедница или сте членка на Европска унија? Или сте членка на она што јас го говорам секогаш. А вашите патлиџани одат до Будимпешта или до Братислава. European Free Trade Дајте патлиџаниве да ги продаеме, дај сега тоа другото, ставите го на политиката, да. И на историчарите. Не, патлиџаните веќе си одат со европски коли. Си одат, ама чекаат на граница по 5 сата. Тоа не би требало. Тоа да го лестиме. И можеме да го решиме, мислам дека тоа се веќе административни процедури и тука Европа најмногу губи. Да. Тука Европа најмногу губи. И тука го губи доверието кај граѓаните затоа што нема логика со еден таков, пазете, ние не сме од друг континент. Значи треба да важи за сите европски граѓани кои што живеат на континентот Европа дека ние сите сме европјани на крајот на краиштата. Чим имаш пасош од Македонија, Македонија има на картата на Европа, ти си европеец. Ти си пасошот од Грција европеец. Независно дали е Грција членка, а ние сме кандидат. За нас треба да важи пропулзија да минуваме. Затоа што имаме, како беше за мигрантите, како Македонија се справи, 1 милион души премина преку Македонија. Како се справивме, ја штитевме границата на Европа од Грција. Така, можеме да се справиме и
патувањата. Зошто вашето дете или јас веќе имам возрастни деца кои што на крајот на криштото други што имаат деца кои што можат да ги користат бенефициите на поевтино студирање, поевтино студирање, поголем престој, по 9-месечен престој. Како може, сега видете, пример ви давам. Хрватска е членка на Европска унија, така? Да. Словенија е членка на Европска унија. Колку срби, босанци, македонци работат во Хрватска и Словенија сега? Да, голем број. Со 9 месечни дозволи визи. Колку македонци работеа во Грција, јас кога бев тогаш министер на И многу имаше тогаш. Баш кога беше најлошите времиња највише се работеше. Во Грција подпишавме спогодба со министерот на Меритис да дава тука нивната канцелара Liaison Office за работа во земјоделието 9 месечни визи. За кроење на маслинки, за кроење на праски. И одеше тоа. Цела Јужна Македонија знаа да кроат маслинки, праски, кајси. Па многу луѓе од Кавадарци, од Гевгели, од Дојран, од Валандово, отидоа во Грција со 9 месечни визи на работа во Грција. Значи може. Говорам за ако се сака може, 15 македонци работат на Вис, на Пак, во Ровињ, во Умак, во Порторо, секаде. Пола моје семејство е таму и така. Половина Комшилук. Мои пријатели, деца работат таму. Така што јас сум пак оптимист, без разлика што и да се случи. Алтернативата секогаш е миролюбива коегзистенција, тоа е мојот, во тоа време живеев јас, на тоа миролюбива коегзистенција. Бевме дел од неврзаниот свет, мислам дека така треба да останеме. Ако блоковите се секаде некаде треба да маршират. Овие беа Варшавски пакт, па сега маршираат у НАТО пактот. Ние сега и ние почнавме да маршираме у НАТО пактот, ама треба пак спомнавте антиката, ја не знам кој сојуз бил помоќен од Коринскиот сојуз, па и тој се распаднал. Така да сите сојузи се распаднале, сите пактови. И Варшавски пакт се распадна, и не знам кој пакт за стабилност беше промовиран 2004. Значи се е тоа релативно како држава, како народ, како луѓе кои што се пред се граѓани, ние немаме проблем со српските граѓани, бугарските граѓани, грчките граѓани. Ево одиме на одмори и на Јадранско море сме оделе, и на Бело море, и на Црно море, у Турција сме оделе. Кои проблеми сме ги имали ние со граѓаните? Значи проблемот е малце на повисоко ниво, каде што има интереси, каде што има капитал, каде што има пари, и тука е интересот. Говоревме за тоа највеќе во емисијата. Марен Ѓорчев, ја сум неизмерно благодарен за и јас ви благодарам за овој разговор. Јас мислам, почитувани гледачи, дека бев коректен во најавата, кој реков дека мојот гостин и мисли, и зборува, што е вистинска реткост, нели, која се работи за политичарот нашата земја. Ви благодарам за вниманието и се гледаме идниот четврток.